Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Овој пат ќе зборуваме за тоа дали постои живот после смртта. Едно од најчесто поставуваните прашања е дали навистина постои живот после телесната смрт. Мислењата околу ова се поделени. Ние христијаните недвосмислено го следиме учењето на црквата и веруваме дека животот не завршува со телесната смрт, туку продолжува и после смртта во вечност. Други пак имаат спротивно сваќање од учењето на црквата и велат дека тоа е измислена работа и дека со смртта завршува се. Но ако веруваме во Божјото постоење и ако веруваме дека Бог е создател на универзумот, па и на човекот, тогаш безсмислена е верата во Бога без верување во задгробниот живот. Верата во Бога не е својствена само за неуките и сиромасите, туку и големи научници биле силни верници. Например, научникот од светски ранг Михајло Пупин вели: "Се што сум научил во животот е тоа дека Бог постои." Но не само тој, такви има и многу други, Достоевски, Никола Тесла и други. За христијаните основен извор за учењето на верата е Светото писмо, Библијата и Светото предание. Символот на верата во последните два члена вели: "Го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин." Што вели Светото писмо? Во врска со учењето на црквата за животот после смртта, ќе наведеме неколку места од Библијата. Таму пишува: праведниот Јов, кој живееше 2000 години пред Христа, понекогаш си го поставувал и ова прашање: што ќе следи со нас откако ќе умреме? Дали едноставно престануваме да постоиме? Дали животот не е една врата преку која доаѓаш и заминуваш додека не постанеш голем? Дали сите луѓе ќе отидеме на исто место или ќе отидеме на различните места? Дали навистина има рај и пекол? Види Јов 14.1, 2, 14. Пророкот Исаја живеел околу 700 години пред Христа, вели: Исус Христос, Бог во тело, дојде на земјата за да ни го подари дарот вечниот живот. Заради нашите престапи и беззаконија беше прободен и страдаше. Види Исаја 53.5. Во Библијата се вели дека после смртта не само дека постои живот, но дека тој е вечен и толку е славен, што окото не виде, што увото не слушна, што во човечкото срце не дојде. Тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. 1 Коринтјаните 2.9. Светиот апостол Павле, проповедајќи им на христијаните кои се уште не биле уверени во воскресението на умрените, вели: "Но ако, браќа, проповедаме дека Христос воскреснал од мртвите, тогаш зошто некои од вас се уште велат дека нема воскресение на мртвите? Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. Ако Христос не воскресна, тогаш празна е нашата вера." 1 Коринтјани 15, 12 до 17. Христос е само првиот од мноштвото на луѓе кои ќе бидат воскреснати од мртвите. Физичката смрт дојде преку еден човек, Адам, со кој сите ние имаме крвна врска, но на сите кои се посиновени во Божјото семејство преку верата во Исуса Христа, ќе им се даде нов живот. Но ете, Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првенец за упокоените. Првенец значи кој прв воскресна. Бидејќи смртта дојде преку човекот, така и воскресението од мртвите стана преку човек. И како што по Адам сите умираат, така и во Христа сите ќе бидат оживеани. 1 Коринтјани 15, 20 до 22. Како што Бог го воскресна телото на Исуса Христа, така и нашите тела ќе бидат воскреснати при второто доаѓање на Исуса Христа на земјата.
1 Коринтијани 6:14. Има уште многу места во Светото писмо каде што се зборува за воскресението и за животот после смртта. Верата во вечниот живот е цар и Царството Божјо се провејува низ целата Библија. Христос дојде за да го познаеме вистинскиот Бог и Неговиот единороден Син Господ Исус Христос. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден Син, та секој што верува во Него да не погине, но да има живот вечен, запишал евангелистот Јован 3:16. Вечниот живот ќе настапи после општото воскресение и општиот суд Божи. Светите отци велат: ако луѓето барем еден момент во денот размислуваат за вечниот живот, тогаш многу зла во светот би се намалиле. Смртта и судот. Смртта и судот се последните појави во животот на човекот. Според апостолот Павле, смртта е последица, казна за Адамовиот првороден грев. Секој човек се раѓа, но мора и да умре. Црквата учи дека кога душата ќе го напушти телото, настанува смрт. Гледаме дека телото се враќа на земјата, но што станува со душата? Душата е дадена од Бога при зачнувањето и после разделувањето од телото оди во вечност, односно се враќа кај својот создател Бог. Но враќањето во вечноста не е баш едноставно. Најпрво таа оди на суд Божји. Постојат два суда, посебен и општ или заеднички. Посебен се нарекува затоа што се суди само на душата, а општ или заеднички затоа што се суди и на душата и на телото. Општиот суд уште се нарекува последен, бидејќи после тоа нема да има никаква измана во однос на положбата на душата и затоа е наречен и страшен суд. Кој верува нема да биде осуден, вели Господ Исус Христос, Јован 3:17. Положбата на човекот во времето од посебниот до општиот суд е променлива, а тоа значи може да се менува кон подобро. Затоа Светата Црква одредила молитви за покојните како опело, парастас, мал помен и разни посебни молитви што ги кажуваат верните за своите порано починати. Така, ние кои сме се уште на земјата, преку молитвите можеме да им помогнеме на покојните. Оние души кои што го сакале Бога во земниот живот, се запазиле од гревови, се наградени во близина со Бога и постојана духовна радост во вечното блаженство во рајот. Таму праведниците се гледаат со Бога лице в лице. Оние пак кои смртта ќе ги затекне неисповедани, одат во вечна мака, во пекол. Пеколот е оддалеченост од Бога и постојана грижа за неисполнетата цел и смисла на животот на земјата. А кој не верува, тој е веќе осуден, оти не поверува во името на единородниот Син Божи Исус Христос, Јован 3:17. На крајот од постоењето на светот, Христос повторно ќе дојде, но овој пат како судија, ќе настапи последниот страшен суд, Матеј 24:32-34. Тогаш сите тела ќе воскреснат и ќе оживеат, и повторно ќе се соединат со душата и телото, и душата заедно ќе излезат на суд. После ќе настапи вечниот живот. Вечен живот подразбира бесконечен, кој нема да има крај. Рај и пекол. Животот на земјата е подготвителен испит, подготовка за тоа што престои. Некои религии, особено будизмот, учат дека кога душата ќе го напушти човечкото тело, продолжува да живее во некое друго својство или во некое животно. Таквото учење за црквата е неприфатливо. Во книгата на проповедникот 12:7 се вели дека таа се враќа при Бога кој ја дал. Тоа значи дека понатамошниот нејзин живот апсолутно ќе зависи од Бога. За верниците тоа е вечниот живот кој е во постојаното присуство на Бога. Слушајќи го ова, некои прашуваат: како да станеме праведни? Како да добием вечен живот? Има само еден пат, преку верата во Бога и единородниот Син Божи Исус Христос.
Исус јасно ни изборува: јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее, и секој кој живее и верува во мене нема да умре довека. Божјиот дар, вечен живот, е достапен, а и достижен за сите. Се што треба ние да направиме е да се покаеме и да се исповедаме и да се откажеме од гревот и така да се предадеме на Бога, тоест да живееме според законот Божи. Кој верува во Синот има вечен живот, а кој не се покорува на Синот нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него, вели светиот евангелист Јован 3:36. После телесната смрт нема да имаме можност да се покаеме за нашите греови. Затоа црквата бара да веруваме во Христа сега додека сме живи на земјата. Ако прифатиме дека преку крсната смрт Исус Христос ја плати цената за нашата непослушност, тогаш треба да веруваме дека Он ни гарантира не само живот што има смисла тука на земјата, но и во вечноста заедно со Него. Гревот е непослушност и бунт против Бога. Поради тоа црквата постојано зборува за состојбата на душата после смртта и нагласува дека праведните ќе бидат вечно наградени, а грешниците вечно казнети. За праведниците е обезбеден вечен блажен живот, Царство небесно, вечно блаженство или рај. Што значи вечен живот? За приближно да го објасниме ова, ќе се навратиме на настаното од Светото Евангелие со цариникот Захеј, Лука 19. Захеј бил многу грешен човек, но во себе чувствувал дека има нешто после смртта, па почнал да размислува околу тоа дали со овој живот завршува се. Кога слушнал за Христа, како убаво проповеда и прави чуда, многу сакал да го види. Се случи Христос да милува по улица во градот Ерихон. Захеј и након низок пораст се качил на дрво да си ја исполни желбата. Тој не сакал ништо друго и ништо повеќе, туку само да го види Христа. Со други зборови сака рај и Царство небесно. Оти рајот, Царството небесно и вечниот живот не е ништо друго, туку доближување до Бога и постојано гледање на Божјото лице. За слиховито да го објасниме, ќе се послужам со ваков пример. Кога сме во близина на некого кој многу ни значи, со посебна љубопитност и милост го гледаме в лице. Едноставно не го свртуваме погледот настрана. Тогаш сме мирни, спокојни и заситени од се. Тоа исто кога малото бебе ја гледа својата мајка во очи, се радува и потполно се предава на неа. Тогаш бебето се чувствува сигурно, исполнето и задоволно. За него тоа е рај. Ете, тоа го барал Захеј, но за да го постигне тоа требало да направи подвиг. Подвиг значи да се издигне и да ги остави зад себе сите грешни дела, направени дотогаш, и да се понижи и да побара прошка. Свети Августин рекол: вратата на рајот е тесна и мала, а за да влеземе низ рајската врата треба да бидеме како дете. Се мисли во духовна смисла, а не физичка. Односно да се понижиме. Во времето на Захеј Христос бил прогонуван, а подоцна и распнат. Захеј, иако државен службеник од висок ранг, се понижил пред Христа. Горечи од желба да се доближи до него, се качил на дрво, не земајќи во обзир што ќе речат другите, па дури и неговите предпоставени државни службеници, кои на Христа тогаш гледале како голем непријател што го нарушува законот. Светите отци и дрвото на кое се качил Захеј го споредуваат со црквата. Захеј смогнал сили да влезе во верата, да поверува во Бога и да биде дел од црквата. Духовно се воздигнал на повисоко ниво само да го види Христа. Таков подвиг потребен е и нам денес. Захеј може да ни биде добар пример. Што е пекол? Во Евангелието пеколот е опишан како бездна, Лука 8:31. А пак во книгата Откровение 9:1 и 20:10 фигуративно е опишан како езеро со оган и сулфур, каде
Тие што ќе бидат фрлени во него, ќе се мачат дење и ноќе, односно цела вечност. Во пеколот има плач и чкртање со заби, што е знак на голема тага и гнев. Матеј 13:42. Тоа е место каде нивниот црв не умира и огнот не изгорува, вели евангелистот Марко 9:48. Пекол или ад означува место во кое по смртта одат душите на оние луѓе кои што не живееле богоугоден живот на земјата. Таквите се наоѓаат во безизгледна и неиздржлива состојба. Тоа е место или состојба на грев. Бог не се радува на смртта на безбожникот, туку сака тој да се покае и да биде жив, запишал пророкот Езекил во 33:11. Но иако целта на доаѓањето на Христа на земјата беше да ги одврати луѓето од гревот и да ги упати кон вечното спасение, сепак Бог нема да не принудува со сила да му се покоруваме. Затоа секој одлучува сам согласно слободната волја. Ако избереме пат без Бога, тогаш не му останува ништо нему друго, освен да ни го даде она што сами сме го избрали, да живееме одделени од Бога. Пеколот не е некое посебно место на езеро и сулфур, туку посебна состојба на големо и тешко измачување на душата. Да се подсетиме на параболата или приказната со богатиот и сиромавиот Лазар, Лука 16:19-31. Тамо јасно се вели: Лазар бил сиромав, но многу праведен, и кога умрел, ангелите ја однеле неговата душа во прегратките на Авраам, односно во рајот. Богатиот, кој пак не сакал да се погрижи за сиромавиот Лазар, оди во пеколот. Кога многу се измачувал, побарал помош од Лазар. Затоа пеколот е состојба на страдање која е обратно од вечниот живот. Наместо да бидеме свртени и да се гледаме лице в лице, ние сме свртени со грбот еден кон друг. Вртејќи си грб еден на друг, ние всушност му вртиме грб и на Бога. За жал, такви состојби има и во секојдневниот живот и во нашите човечки односи, било во фамилиите, во семејствата, во браковите и така натаму. Затоа црквата повикува да излеземе од таквата состојба и да се ослободиме од секаков гнев кон другите и да се свртиме едни кон други и да си опростиме, оти така ќе се свртиме и кон Бога. Да бараме да го видиме неговото лице, таму каде што има омраза, гнев или завист, нема место за Бога. Како што вели свети Јован Кронштадтски, Бог не е Бог на омразата, на зависта и гневот. Он е Бог на љубовта. Боже, името Ти е љубов. Амин.